На повеќе од 100 локации во Скопје ќе бидат поставени нови клупи за седење, изработени од метално-дрвена конструкција, информираат од град Скопје. Градот за таа намена набави 175 клупи слични на оние кои веќе се наоѓаат покрај улиците и во парковите. Добро дојдовте во Урбаните вести. Започнуваме веднаш. Промовирани 5 тома од проектот Македонски искушенија. Паметни таблет сликовници за деца од просветно дело. Доделени пехарите и медалите на недобрите во училишните спортски надпревари во општина Газибаба. Промовиран прирачник за барање работа, напишан на Брајово писмо. Во недела со надпреварот прв до врв ќе се одбележи третиот роден ден на жичарата на Водно. Нови 5 тома од капиталната едиција Македонски искушенија денеска беа промовирани во Порта Македонија. Изданијата им се посветени на личностите и историските случувања кои оставија длабоки траги во македонската историја. Проектот Македонски искушенија предвидува печатење на 25 ексклузивни публикации, кои се збогатени со документарните филмови, а досега се промовирани 9 изданија. Книги за животот и делото на Гоце Делчев, Ристо Шишков, Тодор Александров, Васил Чакаларов, како и за балканските војни, како дел од проектот Македонски искушенија, денеска беа промовирани во Порта Македонија. На промоцијата присуствуваа премиерот Никола Груевски, министрите за култура и образование и наука Елизабета Канчевска-Милевска и Спиро Ристовски, председателот на Друштвото на писатели и носител на проектот Раде Силјан, како и бројни професори од областите на културата и историјата. Силјан во своето обраќање рече дека овие тимови се однесуваат на судбоносните настани за Македонија, кои се поврзани со паролата «Слобода или смрт». Во книгите е опишан историскиот развиток на Македонија и борбата за татковината. Книгите што денеска ги промовираме се посветени на дејци кои оставиле длабоки траги во свеста кај македонците. Презентираме дела кои говорат за судбоносни настани кои се одвивале на територијата на етничка Македонија под лозунгот «Слобода или смрт». Во прилозите на нашите историчари од сите генерации, направен е хронолошки пресек на збиднувањата и стремежите на македонските национални првенци, кои се бореле и гинеле за слободата на својата татковина. Благодарение на научните согледби на бројни факсимили и автентични илустрации, ние денес можеме да си создадеме една комплетна слика за херојските подвизи на нашите предци и за човечките идеали во пресудни времиња. Министерката Канчевска-Милевска пак додаде дека проектот Македонски искушенија представува уникатно книжевно богатство, кое возможува преку книгите, но и преку документарните филмови кои се во прилог на книгите, да се вградат нашите историски вредности во едукацијата на сите генерации. Едицијата Македонски искушенија ни нуди научно верифицирани факти, аргументи и толкувања кои говорат за долгата историја на македонската борба за државност и самостојност. Преку оваа едиција граѓаните на Република Македонија може да стекнат бројни сознанија за познатите и непознатите предели од нашето минато, за најзначајните појави и процеси во поновата историја на Македонија, за борбениот код на македонскиот народ и неговата револуционерна и духовна сила во остварувањето на државотворните цели. Она што е можеби најважно е што проектот Македонски искушенија е навистина уникатно книжевно богатство, кое овозможува преку книгите, но и преку документарните филмови кои се во прилог на книгите да се вградат нашите историски вредности во едукацијата на сите генерации. Премиерот Груевски додаде дека проектот Македонски искушенија е проект кој недостасуваше во колекцијата за македонската историја. При тоа нагласи дека овој проект ќе придонесе да се дознае вистината за важни историски личности од Македонија, кои поради нечие незнаење се сметаат за контроверзни. Големите мисли на Гоце Делчев и Васил Чакаларов, нивниот живот и дело, нивниот идеал и посветеност, нивната борба и жртва и секако нивната порака до следните генерации јасно е оцртана во филмовите, во документарните филмови и во книгите кои се предмет на денешната промоција во рамките на проектот Македонски искушенија. Дел од денешната промоција е книгата посветена на балканските војни, на вкрстувањето на оружјето на балканските народи
и поделбата на етногеографската територија на Македонија. Тука е книгата за еден од најголемите актери во поновата историја на Македонија, легендарниот Ристо Шишков. Дел од денешната промоција е книгата посветена на еден од најголемите водачи на историската ВМРО, незиниот председател Тодор Александров. Сите овие теми, личности и настани, но и повеќе други кои се дел од оваа едиција во поновата историја, книжевност и филмска дејност на суверена, самостојна и независна Македонија, се релативно малку обсервирани, истражени или прикажани како филм. Како резултат на тоа, во современото македонско општество многу малку се знае за дел од нив или се знаеше. Или пак истите ги пратат разни нејасноти и контраверзии и примеси на некои туги истории. Токму затоа го спроведуваме проектот Македонски искушенија, преку кој се дава еден целосен научен, литературен и филмски осврт на повеќе историски теми, поединци и настани од македонската историја. Ваквите компилации на книги и документарни филмови очекувам во следниот период да се најдат и во слободна продажба, освен из библиотеките, да побудат доста интерес и секако да постанат дел од многу домашни колекции на македонските граѓани. Имено, планот е некаде кон крајот на август или во септември да излезе комплет на сите цедења од сите документарни филмови кои што до тој момент ќе бидат направени, ќе бидат огромен број готови, така што секој ќе може по одредени пристапни цени да купи колекција од сите овие документарни филмови. Во спортската сала Методија Андон Овчинто денеска се одржа завршницата на училишните спортски игри на општина Газибаба за сезоната 2013-2014. Градоначалникот Тони Трајковски и познати спортисти ги доделија медалите и пехарите на најуспешните во училишните спортови. Томислав Атанасовски. Денеска во спортската училишна сала на основното училиште Нео Нумовски Борче во населбата Маџари се одржа завршната манифестација на училишните спортски лиги, каде беа доделени медалите и пехарите на најуспешните во изминатата 2013-2014 надпреварувачка сезона. Во текот на учената 2013-2014 година Сојузот на училишен спорт на општина Газибаба и општина Газибаба организираа надпревари во спортовите футсал, кошарка и турниски надпревари во одбојка, ракомет, пинг-понг и атлетика, каде учествуваа сите 12 училишта од подрачјето на општина Газибаба. На завршницата на овие надпреварувања градоначалникот Тони Трајковски и познати спортисти од ракометниот клуб Вардар ги доделија медалите и пехарите на најуспешните во училишните спортови. 8 година поред, како што ја организираме оваа спортска активност на територија на општина Газибаба, активно се вклучени сите основни училишта преку наставниците кои што ги подготвуваат, наставниците по физичко воспитување. Во континуитет се организираат овие надпреварувања. Околу 1150 ученици се опфатени. Оваа година за овие ученици обезбедивме и комплетна спортска опрема и реквизити што им се потребни за одвивање на спортските настани. И наша примарна цел и во иднина ќе биде да го зголемиме бројот на ученици кои што ќе бидат активно вклучени во овие лиги, со можности за проширување на и воведување на нови спортови за кои што ќе пројават интерес. Целта е за помасовно присуство на учениците, затоа што само така можеме да очекуваме од нив во иднина да прерасне некој врвен спортиста, репрезентативец, наш амбасадор кој што ќе бележи успеси не само во Републиката, туку и надвор од нашата Република. Би сакал да упатам голема благодарност до основните училишта, до директорите и до наставниците кои што навистина со нивниот ангажман допринесуваат за успешно реализирање на овие надпреварувања. Ова е една завршна манифестација каде што сите учесници на тие спортски активности, тука спаѓаат лигите во футсал и кошарка, за машки турнирите во женска конкуренција, одбојка, кошарка, ракомет и футсал, како и на поединечните турнири во пинг-понг. Тука ќе ги доделиме дипломите, пехарите на првите 3 првопласирани екипи, а сепак другите училишта ќе добијат дипломи за учество, се со цел за понатамошно ангажирање на училиштата и во наредните години да бележат успеси, да со тие успеси и самите школи да се
китат, а исто така и дечињата со тие успеси да продолжат и понатаму да се занимаваат со одредени спортови. Ние како Општински сојуз за училишен спорт, помогнати од општина Газибаба, ќе тежнееме и понатаму овие спортски активности да ги продолжиме, се со цел да се омасови спортот, а со тоа и да се зголеми бројот на деца кои учествуваат и кои понатаму ќе продолжат да се занимаваат со овие спортски активности. Во категоријата футсал машки првото место го освои основното училиште Крстен Мисирков, второто место им припада на основното училиште Стив Наумов, а третото место го освои Наум Нумовски Борче. Кај девојчињата првото место го освои основното училиште Вера Јоцич, второто основното училиште Стив Наумов, а третото Григор Парличев. Во кошарка машки првото место за сезоната 2013-14 го освои основното училиште Кирил и Методи, второто место е за основното училиште Дане Крапчев, а третото место за Крстен Мисирков. Во категоријата одбојка во женска конкуренција првото место го освои основното училиште Кирил и Методи. Во ракомет женски првото место е за основното училиште Стив Наумов. Дипломи и медали беа доделени на сите учесници во училишните спортски лиги, но и за најдобрите пинпонгари и за најдобрите играчи и стрелци во мал фудбал и кошарка. Првите звучни изданија на македонски јазик, таблет сликовниците насловени Паметен таблет Диви животни и Паметен таблет Домашни животни во издание на Просветно дело. Деновиве се најдува во продажба во продавниците на оваа издавачка куќа. Паметни таблети за домашни и диви животни се две нови ексклузивни изданија на Просветно дело. За прв пат аудио делот е на македонски јазик, така што освен сликовница, децата со ова ексклузивно издание ќе добијат и таблет со помош на кој на еден едукативен и забавен начин ќе учат за животните. Од Просветно дело информираат дека станува збор за своевидна модерна енциклопедија, преку која децата ќе имаат можност да слушнат како звучат животните. Станува збор за две нови ексклузивни изданија што излегоа печат неодамна, а се насловени како Паметен таблет Диви животни и Паметен таблет Домашни животни. Она што е куриозитет во врска со овој нов и актуелен проект на Просветно дело е што за прв пат добиваме звучни сликовници во комбинација со таблет и тоа на македонски јазик. Аудио делот, кој што е составен дел од овој Паметен таблет, како дел од проектот Паметни таблети на Просветно дело, е комплетно на македонски јазик, снимен е овде и адаптиран согласно потребите на децата од најрана возраст. Ова представува еден вид на модерна енциклопедија, која што децата можат да ја користат, да учат, да откриваат, да осознаваат и да се забавуваат. Значи, откривајќи го светот на домашните и дивите животни, истовремено може да го користат овој паметен таблет што оди во комбинација со сликовницата и да слушнат како звучат животните, да дознаат многу нови интересни факти за животните, да си играат, да се забавуваат, но исто така и по принципот прашање одговор да го проверуваат своето знаење. Овие паметни таблети и се обраќаат на новата генерација деца кои што од раѓање се упатени на сите нови медиуми и најнови технологии, кои што функционираат на допир, а тоа се пред се смартфоните, таблетите и така натаму. Им се овозможува во исто време да добијат и модерна енциклопедија, сликовница, но и играчка која што можат засебно да ја користат и да ја носат секаде со себе. И што е најбитно, ја пополнивме онаа мала дупка што постоеше во нашето издаваштво да добиеме комплетен проект на македонски јазик. Овие две ексклузивни изданија се продолжение на приказната на Просветно дело за издавање на литература од познатите светски лиценци на Бентен, Дизни и Hello Kitty. Досега во рекорден број се продадени книгите Малиот доктор, Волшебниот семафор, за принцезите и пиратите во 3D формат. И 50 прирачници за стратегии за барање работа на Брајова азбука. Од денеска ќе им бидат достапни на лицата со оштетен вид и слепите лица кои сакаат да се вработат. Прирачникот ќе им помогне на овие луѓе да се запознаат со стратегиите за барање работа.
Ова е прв прирачник од ваков вид во земјата, кој е напишан на брајаво писмо, во кој има информации за подготовка на кариерно портфолио, изработка на кратка биографија и мотивацијско писмо, како и информации за представување на кандидатите на интервју. Прирачникот е дел од проектот за практиканска работа и вработување на лицата со попреченост, финансиран од USAID. Целта е на овие лица да им се поедностави процесот на барање работа, но од друга страна и да се подигне свеста кај бизнис заедницата, институциите и граѓанските организации за ангажирање лица со попреченост во работниот процес, со што ќе исполнат својата морална и општествена одговорност да помогнат во нивна интеграција во социјалната средина и во јакнењето на нивната економска самостојност. Прирачникот ќе биде достапен во училиштето за лица со оштетен вид и слепи лица Димитар Влахов и во Националниот сојуз за слепи лица. Со пикник, забава, планинарска и велосипедска трка. В недела јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе го прослави третиот роден ден на жичницата Милениумски крст. Главниот настан, именуван како Прв до врв, е организиран на врвот на Водно. Учество може да земат сите заинтересирани граѓани од 7 до 77 години. Како што информираа од ЈСП, појдовната точка на масовната планинарска трка за качување до врвот на Водно, а и велосипедската, е основното училиште Кочо Рацин во 9 часот. За најдобрите предвидени се и награди. Церемонијата на доделување награди и прогласување победници ќе се одржи напладне, при што во 12 часот и 30 минути на врвот на Водно ќе започне пикник со богата забавна програма, со настапи на познати диџеи и музички имиња. На плоштадот Македонија од вчера е поставен отворен автобус на ЈСП, од каде што учесниците ќе може да ги подигнат стартните пакети, мајца и број, заклучно со сабота. Првата светска тенисирка Серена Вилијамс и актуелна шампионка на Роланд Гарос е елиминирана во второто коло. Тимот на Индијана намали на 3:2 во победи против Мајами во финалето на источната конференција. Вистите од спортот се по рекламите.